Претходно во Диетално максимално гледавте. Вчера во Диетално максимално, трпението на Клаудија беше ставено на сериозен тест. Светлана Манева и нутриционистот Клаудија беа седнати во тавирна. И наместо здрав избор на масата се враќаат старите навики. Обилни порции, масна храна, калорични искушенија. Нашата Светлана без двумење си продолжи да нарачува како ништо да не се сменило. Овдека има многу добри работи. Од ова се би пробала, да ти кажам право. Баш е све супер. Све да пробаш? Па може, зашто Па да не може, Бога ми све да се проба. Како да се проба све? Па може, секој ден помалку ќе се проба све. Ај, добро, дај ми за почеток суфаки и едно гиро порција. Гиро Питер, на пицијата мислиме, лепше, одлично, Да. Со помфриче може? Па може, да, може се тоа. Еднакво Како? Да. За вас? Јас би сакала денеска да пробам салата од зелка. Имате или не? Да. Може тоа? Е могуче? Како? Чинета или? Не. Ништо да нема во неа? Јас ке, значи. Ако може. Здраво. Ако може. Далеко виж се може. Супер. Не мора да биде многу голема, една порција нормална за мене. Може? Тоа е тоа? Да. Фала. Ола. Светланче? Ти само зелка. Да, денеска да. Денеска ми се јаде нешто да се освежам малку. Ja. Зелка јас го јадам за предјавење само. Вашата дневна доза на инспирација, на вкус и баланс започнува токму од овој момент во новата епизода на Диетално максимално. Добре ни дојдовте и денеска. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Денес во Диетално максимално. Моментот од кој сите стравуваат, но и тајно го посакуваат. По еден месец дружење, труд, искушенија, падови и мали победи, дојде време за вистината. Што ќе покаже вагата? Што ќе открие метрото? Дали бројките конечно ќе раскажат промената што кандидатите ја посакуваат? Некој ќе слави, некој ќе се изненади, а за некого ова ќе биде силен аларм дека мора уште повеќе да се потруди. И најважно, дали Еми и Клаудија ќе бидат задоволни од резултатите по еден месец работа и посветеност. Гледајте денеска во Диетално максимално, затоа што секој сантиметар и секој килограм имаат своја приказна. Добар ден за гледачите на Канал 5 телевизија. Повторно сме во Синерџи фитнес центарот покрај вежбите кои што ги поминавме за овие месец дена, дојде редот за повторно да се мериме. Да видиме како нашите кандидатки во сезоната 3 успеа за овие месец дена да го изгубат обемот, да ги симнат килограмите. Дали се задоволни во она што го постигнале за овие месец дена? Се она ќе го видите за кратко. Јас сум многу среќна бидејќи беа дисциплинирани, бидејќи слушаа се она што требаше да се направи за овие 4 недели. 4 тешки недели, бидејќи наеднаш го сменивме нивниот начин на живот. Нивната рутина која што ја правеа во текот на денот. Се надевам дека не им беше тешко, самите ќе кажат, па затоа најпрво за првото мерење ќе ја поканам Јана, гордата мајка на 3 дечиња која што ќе каже како овие месец дена издржа и дали беше лесно или тешко. Јана, повели. Како си? Здраво. Здраво. Отлично. Одлично. Дали си спремна за денешното мерење? Да. Да видиме што направи за овие месец дена и да продолжиме онамо каде што застанавме понатам. Најпрво, како и претходно, почнуваме со килограмите. Значи, ќе мораме да застанеме на вага, да видиме каде сме и колку сме симнале за овие месец дена. Во ред? Може? Ајде, Јана, повели. ...108.9. Супер, Јана. Може, Јана? Да. Спремна си? Ајде, да видиме колку сантиметри Јана изгубила во горниот дел. Спушти ги, Јана, рацете. 104 сантиметри. Браво, Јана. Одиме сега најважното нешто што би рекла јас кај нас жените. Тоа е стомакот.
115 сантиметри. Супер. Одиме сега на задникот. Сто 22,5 сантиметри. Или 122,5 сантиметри. Сега се бутовите наред. Стои си Јана слободна. Шеесет и 7. Шеесет и 8. Сега се рацете наред. Спушти си ја Јана нормално раката. 29 сантиметри. Спушти си ја Јана нормална. И 30. Супер, Јана. Како си ти задоволна од денешните мерки? Супер. Добре. Отлично. Значи, Јана до сега има доста видливи резултати, посебно во стомачниот дел и во грбот, бидејќи кога ќе ги видиме сликите кои што ги имаме направено пред и потоа за овие месец дена, навистина визуелно многу изгледате многу полесно се движат по тоа како ги изведуваат вежбите. Јас на Јана ќе ја подарам сега една маичка. Ова е од новата сезона од Диетално максимално. Ајде, Јана, на почетокот сите кажа, нели, каква маичка и кој број носат, но сега после месец дена, Јана, ќе облечеш ли да видиме до кај си? Да. Ајде. Ова треба да се облече? Не, облечи ја одма, немој сега тука. Ајде, да видиме. Добре, значи, маичката на Јана е широка. Јана, што ги кажеш, како помина овие месец дена? Поминав многу добро. Режиме, храна, тренинзи, се гледува цел ритм во... Се навикнали на целокупната исхрана која што Клаудија ти ја кажуваше? Многу лесно се осеќам енергично и баш убаво, лесно, мислам, супер. Кажи ми со вежбањето, еве, јас имам позитивни коментари за тебе, иако знаеше да не дојдеш додека ги имавме некогаш тренинзите, но затоа ако не дојдеше дента кога важеше тренингот, знаеше да дојдеш попладне. Дали ти беше тешко кога работеше понекогаш сама, иако се случи тоа можеби неколку пати за овие месец дена, но како ти беа тренинзите? Па супер ми беше тренинзе, имче поготово со тебе супер, кога благодарам. морам сама, да, малце потешко сама, затоа што уште не стекнав таа навика, инаку ќе се трудам да бидам редовна. Добро, И така и треба. супер ми иде сега полесно, после тренинга се осеќам многу добро и поенергично откако порано. Супер. И многу благодарам на сите и на тебе, Имче. Нема нешто, Јанче. Фала многу. Супер, така да продолжиш. Кажи ми, што мислиш дека за овие месец дена ти беше најтешко? Вежбањето или исхраната? Најтешко ми беше... Да видиме сега кого поише сака, Клаудија или мене. Мислам дека кардиотренинг. Кардиотренингот, пешачењето? Пешачење. Да, тоа најмногу ти беше тешко. Потешко затоа што не бев навикната на тој ритм и пешачев, не пешачев многу. А сега, веќе после месец дена, полесно ли ти е? Многу полесно. Дури Да. кога направам дали вежба или кардиотренинг и после тоа немам некој умор, многу поенергично се осеќам. Јана, да ги подсетиме гледачите дека е мајка на 3 дечиња и дека работи и дека искрено незиното време, јас како викам, исполнето целосно. Дали наоѓаш време за да готвиш, бидејќи дома сте толку луѓе и Да. се наоѓаш ли време за себе, бидејќи еве и дали твоите деца се хранат можеби слично или сопругот, некој од нив како тебе? Па оние, да, оние сакат поздрава храна. Супер. Инаку морам да направам ручек и се
понекогаш поминува многу турбо денот, ама успевам тоа да направам и за нив, и за мене, и така. Тешко ли е така? Па, од почеток беше тешко, Сега ама веќе се сега мислам навикнува. дека супер. Да. Супер. Следната наша кандидатка ви кажав дека сакам да ја поканам бидејќи е најенергична, бидејќи најмногу дава се од себе и верувате ми нема пропуштено тренинг. А тоа е можеби по години не, ама најмлада во дух. Ајде Вики да те видам сега. Здраво, Еми. Здраво Вики. Како си? Значи, гледате, Супер. значи енергична е секогаш. Колку убав ден денес нормално, еден месец. Да видиме сега резултатот. Како Дали ќе си види? спремна? Супер, одлично. Многу или малку? Многу. Ајде, како викаат, повели на престолот да, Да. видиме каде се килограми. Ајде да видиме. Ше ќе кажи вагата. Стои мирна. ...97.4 килограми. Супер, браво. Вики, ќе застанеш тука, Така. каде си? Тука? Ете, така, да. Добро. Ти спреми се, психички, јас за кратко ќе Се дојдам. спремам. Да, спреми се психички, јас едно миленце да си земам. Ете така. И одиме со сантиметрите, најважното нешто. Пошто Вики рече дека имала некој фустан па сакала да влезе во него, претходно не можела, дали сега го проба? Не. Се уште не си го Да пробала? ти кажам искрено, да заврши сезоната на крајот, финалниот резултат, зашто очекувам и многу се надевам дека уште поголем резултат ќе постигнам и ќе намалам повеќе килограми, а и во Посам ќе обем. треба да го тесниш. Вистина, ако се случи такво нешто, ќе го стеснам, не е проблем. Ајде, Вики, да видиме кај сме. Застани си мирно, супер. 102,5 сантиметри. Кај градите? Сега одиме на стомакот. Кај ти е па почето тука? Еве. Е така. Точно на место. Сто и 12 сантиметри. Сега одиме на долниот дел на задникот. Стои си мирна. Стојам. – 121 сантиметар. Сега застани си, Вики, Вака? не мрдај. Како на Шнајдер. Кој ќе ми земат мера за шије. Ете така. 68. Овие хеланкиве многу ти се добри, ама да измериме секако што треба. 66,5. 68, 66,5. И одиме сега на рацете. Застани си, спушти си ја раката најнормална. 34 сантиметри. Спушти ја раката, Вики. 33,5. 33,5 и 34 сантиметри. Вики, како си задоволна Супер. со резултативе? Па, врз основа на тоа што помина само еден месец, Добро. одиме уште понатаму, имаме до крајот на сезоната уште 2 месеци. Дали припазуваш на исхраната која што, или дали се водиш секако што треба, што ти кажува Клаудија, нашата Овака. нутриционистка? А што се однесува до програмата на исхрана што ни ја дава Клаудија, ни ја дава еднаш во неделата.
Добро, значи таа е за една недела. Така, за една Значи, недела. до сега 4 пати си добила исхрана од Клаудија. Така, и во текот на таа недела, еден ден имаме детокс. Добро, супер. Е, Што ти е сега- најтешко во исхраната? Што ти е ново? Дали ти е интересно? Што мислиш дека можеби ти било проблем за претходно, бидејќи знаеме дека си вежбала претходно, знаеме дека си држала некои исхрани. Што ти беше најтешко еве за овие 4 недели? Најбитно беше е тука во ова програмите што во овие програми што ни ги дава Клаудија, дека во текот на денот, ете на пример, добро се распоредени витамините, минералите, протеините, за доручек што, за ужина имаме, ручек имаме, па пак ужина во 18 часот и вечера во 27, лесна храна, се чувствуваш едноставно сит, а мала количина е на храна. Многу убаво, претежно така одиме на салати, риба. Има ли да издвоиш, например, некој ден кој што ти е тежок, еве да кажеме, за овие 4 дена, 4 недели се извинува, кој што, еве да кажеме, Клаудија ви дала некој ден и може би ете тој ден ти бил најтежок. Дали на почетокот, дали сега? Во почетокот кога ни ги даваше програмите, ми беше потешко тој детокс ден. Леле, сега рековме требаше да одиме на вежбање, треба да пешачиме, како ќе издржам само со детокс, али после стварно неверојатно се Свати дека и тогаш е лесно, дека не е толку тешко. многу лесно и кога ќе помини сезоната е многу битно за мене, дека многу научив што особено ми остави впечаток што да се хранам за вечера. Толку убави крем супи ни дава. Дека и на гледачите им е најтешко кога ќе седнат навечер пред телевизорите, што да јадат, како да јадат, зошто е тоа калорично, зошто не е и нели грицки, Да. дали уште јадеш грицки? Во никој случај. Да. Колку е убаво, например, да си направиме за вечера крем супа од домати, крем супа од тиквичка, од тиква. Па тоа- Леле, какви рецепти ни дава, преубаво нешто, стварно. Презадоволна Јас сум. да им кажам вака на гледачите, бидејќи морам да те пофалам, како викат, јас дома не сум да видам што јадеш и како јадеш, ама затоа сум тука во Синерџи за да видам како вежбаш. Јас, верувајте ми, сум многу задоволна од Вики. Вики е страшен човек, мислам го кажувам тоа и пред незе и пред вас, драги гледачи, да знаете дека жена која што е способна за се, иако Вики има проблем со половината и со колената, дава се од себе. Може би е најтешко од сите, но со тој велосипед кој што го поминува цело Скопје, мислам дека следна нешто да ќе купиш некој многу појак велосипед и дека до Битола вака ќе оди. Наместо со кола. Вчера, например, многу само задоволство ми остави впечаток. Од Буњаковец 5 километри има до мене, ги испешачив пешки. Без никаков проблем. Без никаков проблем. На крај ќе испадне дека ќе го земеме велосипедот на Вики, нема Вики. Готово Да, сега, само пешачење. Вики, дај на очарите. Што е ова? Леле, ова знаеш како си не изненадила. Кога ќе Леле, вежбаш, толку убаво. ова на Диетално почетокот максимално. си го кажавте бројчето, извини, ја како на деца на мали, И сега, уште една Виолета. па ако нека ти биде за летоска. Не, со машината ќе се стеснам. Баш ќе кажам, колку сам ти ми стеснав. Заборев дека Вики знае да шие. Да, Ајде главата. да. Како на децата, пази на очарите, внимавај. Нема Ајде проблем. едно раче. Така, како викате мајкава. Уште едно раче. Ајде уште едно раче. Вики, до кај сме? Треба малце, види. Значи овдека вака малце во стомакот одиме, тука ни е веќе широка маичката Да. и овдека во нозете. Да. Вики, спреме се за втор месец. Се уморив од мерења, ама имаме уште кандидатки. Верувајте ми дека овие месец дена не беа ни лесни, но не беа ни тешки. Следна која што сакам да ја поканам е Светлана Манева, Светле. Жената која што за мене има на вистина многу јак став, односно држање на телото за вистинска жена. Светлана, ајде Светлана, тоа така ние на тренинг секогаш си го кажуваме. Здраво! Светлана, како си? Супер сум, здраво имче. Здраво Светле, како си? Добра си? Одлично, супер, Дали да. си спремна за денешниот ден? Да, од Сабајле сум спремна и викам едва и чекам да видам резултат. Си знае да блага?
Ау, како не. Јадеш благо? Тоа што строго ќе ни го каже Клаудија. Ништо друго. Клаудија, не знам дома вака дали ги слушаат децата, сопругот, баби, дедовци, ама очигледно дека тебе те слушаат. Да, мора да ја слушаме. Ако сакаме резултати, ако не ништо. Да, и да се пофалам, фала му на Господа и мене ме слушат. Да, па и ти си тука фактор како. Без тебе и без Клаудија заедно у комбинација ништо не бива. Ајде, Светле, да те видам кај си. Глава горе, исправи се, исто ли беше Ајде. вака облечена? Па, мислам да. Ау, Светлана. Да дзирнам? Вау! Ау, Браво за Светлана. мене! Браво за мене, а? Дали си изненадена? Па да ти кажам, епте. Не очекував волкав резултат. И јас не очекував да ти кажам искрено. Многу ме израдува. Да, и јас израдував многу. Сега следува наред повели тука обемот, да Ајде. видиме каде сме со обемот. Ау, многу сум среќна. Да, и Не јас. знаете. И јас. Не смеам да кажам, иначе ќе прославам денес. Како ме слушна Клаудија дека може би едно винце ќе се напијам за Светле. И ја би. Ама ќе прескокнам овој пат. Да, ај ќе почекаме да помине сезонава, па кога ќе славиме за резултатите. Ау, Светлана, И тука е добро. 107 сантиметри. Гласно да кажам. Браво, Светле. Браво за мене. Браво. Дали дома имаш поддршка од твоите? Да. Со сопругот заедно, дури дел од мојата исхрана и на него му ја готвам. Навистина? Кога нешто му се допаѓа, може и ја тоа да јадам. Стомакот ти е 106 сантиметри. Добро. Браво. Извините, прекинав во сантиметрите. Готви и он? Не, он не готви, јас готвам. Он ти помага? Меѓутоа, не ми помага во готвењето, ама во јадењето да. 109 сантиметри во задникот. Одиме сега на ботовите, само малку расшири ги нозете, така. Извини. Го згазнав. Така. Така, застани си најнормална. Песет и 7. Ау, Светлана, што би рекла јас. Не се љутиш дека така те викам? Не е тама работа, Мислам, зашто? со нагласок. Не, нема проблем. Јас и Светли иначе многу блиску живееме, ама уште не сме си го нашла скратениот пат за кафе. Ќе си го најдеме. Ама мислам дека сега пушти ја раката долу. Ете Ќе си така. го најдеме. Да не ти смета. Не, слободно застани си. Пушти се 29,5 сантиметри. Така. Стои си, Светле, да не им вртам грб на... Пушти си ја раката долу. Така. 29,5. Исто. Пред да почнам да те прашувам што и како, јас веднаш као одма морам да ти ја подарам оваа мајца, мораш одма да ја облечеш. Ама еве, стварно. Значи на сите им помогнав, еве и на тебе, лавата, шминката, Нема све. проблем. Шминка на вежбање не сме. Никако, да. Дај да видам. Супер. Дури да ти кажам дека ти е широчка. Па ќе биде и уште поширока? Ова тука, таман, Да. горе веќе ти е широчка. Ама ако Добре. покомодно за вежбање, супер. Како и сите претходни кандидатки, така и Светле ќе ја прашам. Светле, што ти беше најтешко и како ги издржа овие месец дена? Бидејќи овие резултати се навистина супер. Да. Јас како тренер морам навистина и да те пофалам за времето кое што доаѓаш да вежбаш во Синерџи, за она колку си посветена. Знаеме дека влезена си веќе во она, како викаат, Луди хормони. Ете така, луди хормони. Жените си знаат, токму ние помеѓу нас си разговараме на таа тема дека тука некогаш ти е тешко, но неизмерно стварно супер си за вежбите. Но што ти е најтешко и што ти било најтешко во овие 4 недели? Па најтешко ми беше првин тоа кардио вежбите, пошто претходно никогаш не сум ни пешачела,
нити сум нешто физички била активна. А живееш, толку- например, во убава населба, Да. каде што имаш каде да пешачиш? Да, ама секако некако ни беше поблиску со кола да појдеш, со точак да појдам или со нешто така. И сега кога почнавме со трензите, значи ми беше многу тешко да пешачам. Мислам да пешачам како што треба, не да шетам. Да. Меѓутоа сега по улица. со како поминува еве месец дена како помина, се ми е полесно и подобро и ми недостасува дури ако некој ден не излезам да пешачам, како да нешто ми фали. А со исхраната горе-доле се прилагодив многу брзо. Да? Да. Дали има Барем нешто јас. што ти е може би тешко што ти дала на пример Клаудија, некоја храна која што никогаш на пример еве не си ја пробала? Па, например, да речеме, ананас сум пробала претходно, меѓутоа сега ми е малце така потешко затоа што го имаме почесто на менито, а претходно не сме го јаделе толку често. Меѓутоа и со тоа колку можеме ќе јадеме, колку што треба ќе јадеме, колку ќе биде, како ќе биде, ќе видиме понатака. Кажа дека готвите заедно, дека и сопругот ти помага и дека најчесто јадете заедно. Да. Супер е тоа дека имаш огромна поддршка од Имам, твоите да. дома. Јас секогаш кажувам дека најбитното нешто е да ја имаме поддршката од оние кои што ни се најблиски на некој начин во овие 90 дена. Така. Дали вежбите ти се тешки? Ама сега немој да лажеш. Па, некој да, ми се тешки. Не можам, признавам дека ми Што се ти е тешки. најтешко? Еве, освен кардиото на Клаудија, Па најтешко пешачењето. ми се тие што треба да ги правам со рацете доле како што се склеповите такви работи. Значи тоа ти е за домашно. Знам, секогаш имам домашно од тебе. Тоа е мора да си ги извршуваат, значи да знаете дека не само дека вежбаме тука, дека и секогаш имаат Да. некаква си домашна задача, бидејќи се они како мои ученичиња. Да. За гледачите се кандидати, за мене се клиенти, ученици кои што навистина треба за овие 90 дена да научиш Светле како треба да Тачно. вежбаш правилно, да научиш како да се храниш правилно и нормално како и за сите и за гледачите кои што не пратат и кои што вежбаат заедно со нас дека не смееме да правиме отстапки или дека овие 90 дена ќе завршат, туку да научиме како правилно во животот да Така. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска.
Навистина уживам во природата, а се надевам дека ви уживавте во нашето друштво и денес. Доведување до новото издание на Диетално максимално.